Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во 0 месеци плюс на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за должината на породилното отсуство во Македонија. Дали 9 месеци платено породилно отсуство е доволно? Некои мајки велат не, тие се залагат за продолжување на породилното. Во студиото имаме тука неколку мајки заедно со нивните бебиња. Веднаш до мене е Јелена Тодорович, мајка на Марко кој што има 2,5 години. До неја е Снежана Кузмановска, заедно со Христијан кој има 5,5 месеци. И Тања Шкутовска, мајка на Мила, 7,5 години. И Ивана 2 месеца. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Се надевам дека ќе можеме лесно да зборуваме, бидејќи тука веќе е многу весело, има одлична енергија, дека бебињата ќе останат мирни во текот на разговорот. Ајде да започнеме од тука. Иницијативата започна на Facebook. Ја насловивте 450 дена породилно отсуство. Зошто се одлучивте таму да ја инициирате целата оваа работа? Вака, прво да ве надополнам дека рековте некои мајки смета, значи најбитниот момент е дека не некои, туку скоро сите мајки смета. Така, вие веќе имате 6000 членки на во таа група. Официјално 6000, но и повеќе, бидејќи гледаме според бројките кои што се појавуваат на самата страна, дека страната навистина досега бројка од 15.000 жени, значи само на Facebook, а оние што ги кажуваме дека се заинтересирани, дека сакаат да помогнат на било кој начин се сложуваат со иницијативата, се многу повеќе. Значи, не се некои, туку се многу повеќе, да не речам повеќето сите мајки. Така, за почеток требаше да соберете 100 потписи за оваа иницијатива, тоа да се може да иницијални влезе. 100 потписи кои што законски се потребни да се поведе иницијатива било каква во држава, за да се однесат нели до Собранието на Република Македонија, каде што ќе го разгледаат овој проблем и каде што би, ако одлучат нели да не продолжат со целата иницијатива, да ни дадат можност да гласаме на референдум и да го измениме законот за работни односи во делот за породилно отсуство. Така, видите, нашата мисија е да се избориме за промена на законот за породилно отсуство. Зошто сметате дека 9 месеци се премалку? Еве, Тања, да можеме да започнеме со вас. 9 месеци се премалку. Вака сега, значи, премалку се, тоа сите мајки го установивме. Бидејќи детето тогаш ниту оди, децата тогаш нити може да кажат што сакаат. Тек на 8 месеци децата почнуваат да ги познаваат своите родители, тато, мама, дада и така натаму. Значи, што туку почнале да ги познаваат своите родители и околината, тие веќе веднаш ги носиме во градинка, каде што буквално, значи, детето од 8 месеци не е способно ниту само да седи, ниту само да јаде, ниту пак да оди. Го оставаш таму во јасли, значи првата група е јасли, каде што се деца од 8 месечна, значи не 9, од 8, бидејќи нели некои остануваат и порано го отвараат породилното отсуство, значи на 8 месеци веќе го оставаш и до година и пол се во група јасли, каде што од 8 до година и пол има разлика. Значи самата исхрана на детето до 12 месеци е многу различна. Значи има нели се воведуваат секојдневно различни продукти што детето да јаде. Конкретно еве мед, јајце, тоа се високо алергени кои што ги даваат. Значи нема во градинката дете ова 8 месеци ќе јаде таква храна. Така, исхрана адаптирана за бебиња кои што имаат 9 месеци. Како што дома ние нели би пазеле, еден ден му даваш ова, па внимаваш дали ќе пројави некаква алергија. Така да тоа е една од причините поради кои што сметаме дека е потребно да се зголеми породилното отсуство, значи детето да почне да оди, да почне да комуницира со околината, да каже што сака. Тоа е една од причините. Потоа исто е и во фирмите каде што мајката работи, значи тоа што мајката ќе замине на 9 месеци ќе гости своето дете не е воопшто добро, заради тоа што додека сум на работа, јас секако паметот ми е дома. Мислиш како е градинка, па ќе ти се јава детето паднало, се повредило или болно е настината, значи и на работа не си 100% ефективна како што би била кога знаеш дека детето ти е згрижено, дека знае да одговори или да каже што сака и така натаму. Така. Тие причини јас би навела. Така, еве, Јелена, ви имате 2,5 годишно дете. Како беше вашето искуство кога вие требаше да поидете на работа? Со што се соочивте? Ја напуштив работата затоа што 9 месеци сметам дека беа краток период и сакав едноставно повеќе време да поминам со своето дете, пошто нели веќе детето по 8-9 месеци почнува да го сознава светот и едноставно на детето му треба мајка, му треба родител со кој што ќе расте, ќе се развива, се до нека одредена граница, нели секогаш децата за нас ќе бидат деца, секогаш за мајката, меѓутоа
Сметам дека треба детето да 18 месеци да биде со мајката, па ако можно и повеќе, меѓутоа знаеме какви се законите во оваа држава, сакаме да измениме нешто, да направиме. Еден најголем фактор би го дала тоа што на пример еве мајките се одлучуваат да го прекинат доењето токму поради тоа што се треба да се вратат на работа. Мора да напуштат, еве имам и од мои пријателки блиски кои што работат до 9 месеци беа дома или тргнаа на работа, одма бараат оние 2 недели боледување, го пролонгираат колку што можат сето таа година, меѓутоа потоа нема излез и мора да се вратат на работа. Сега колку важи оноа, имате 1 час од работа да одвоите да се вратите на работа, да го надоите детето, меѓутоа сите доаѓаат од различни страни и не можеме да сметаме дека ќе го постигнеме тој ефект дека ќе се вратиш дома, детето ќе го надоиш, па ќе се вратиш повторно на работа. Некако како што кажа Тања, остава многу и негативно врз детето се одразува затоа што едноставно детето е научено да функционира со мајката. Еве моето оди во градинка токму од 18 месеци тргна. Лесно се адаптираше, се беше супер. Јас се уште го дојам своето дете, иако има 2 години, во февруар 3 ќе прави. Се уште го дојам, да, и ја поддржувам таа иницијатива, ја поддржувам затоа. Сакаме да се собереме што помасовно, се иако сме ние тука 3, ние сме еден вид представници на сета таа група која што ги поддржува мајките за ова и едноставно ете како доењето како фактор ќе го изнесам дека повеќето мои пријателки ги одбија своите деца затоа што сметаат на работа, па не дозволува еве во градинка кога го запишував. Па еве пошто сега ќе почне во градинка, ако е можно да го оставите цицањето, да се одредите на храна и тие други работи веќе почетна на работа. Исто имав и лошо искуство со работата затоа што во 6-тиот месец од бременоста ми беше прекинат работниот договор, едноставно бев исфрлена. И тоа е тоа, отидов потоа да барам работа, не можеш да бараш работа, детето ти е мало 9 месеци. Не можеш да најдеш работа, кој ќе го чува детето? Па викам ќе оди во градинка, ќе го чуваат баба, дедо сервис, како што ги викаме ние. Меѓутоа не може да најдеш работа. Кога ќе тргнеш на работа, извини, ама тебе детето ти е мало, ќе се разболува почесто, ќе не можеме. И едноставно тоа не сакат ни да ги вработуваат ниту младите мајки, ниту пак оние кои што планираат да засноваат семејство. Така, тоа е уште еден проблем кој што би требало да се разгледа во една од следните емисии. Јас сега би продолжила со Снежана, вашето бебе 5,5 месеци, скоро би требало вие за некој месец да тргнете на работа. Кои се вашите стравови? Што ви представува најголем проблем кога размислувате? Имате ли кој да ви го чува детето? Баба, дедо, како размислувате? Немам јас кој да ми го чува бебето, значи буквално сме оставени, да речеме во случајов јас и сопругот сами. Затоа градинката е единствено место каде што ќе може да се остави, а јас просто не сакам таму да го оставам од сите тие ред причини што ги спомнавме до сега. Значи пред се кревок имун систем кој што постојано се развалува, значи тоа сите го тврдиме и го кажуваме од прасе дека е така. И едноставно ќе гледам најмногу да го пролонгирам што можам тој период после оставањето, да биде некаде година и пол на вистина. Како ќе се снаоѓам, ќе видам тоа. Имате ли некаква поддршка од педиатри? Како се тоа изгледа? Или ова само иницијатива на родители? Се консултиравте ли со педиатри во врска со сето ова? Сите се сложуваат дека првата година од животот детето најмногу се развива и расне. Значи секој месец е различен, тоа го знаеме, секој ден е нешто ново и дополнително. Така да оставањето на детето пред година дена педиатрите се сложуваат дека е лошо за бебето, значи лошо во секоја смисла и во смисла на неговото здравје и на неговата психа, значи бебето не ги разликува останатите луѓе од родителите до некаде 8-миот месец. Така што во овој случај бараме, молиме тоа да се продолжи заради тоа што е потребно заради самите бебиња, мислам, веќе кажат. Така, велите дека оваа иницијатива меѓу другото е покренавте, бидејќи со големи проблеми се соочуваат жените кои што се на патолошка бременост. Да. Зошто имаат тие најголеми проблеми? Може ли да посочите? Тие имаат најголем проблем бидејќи тие заминуваат порано на породилно отсуство. Така, тие заминуваат порано. Еве Тања од искуство може да каже, така да. Така, колку порано, како се тоа изгледа? 40 дена го отворив, значи, боледувањето порано тоа што треба, бидејќи сум на патолошка бременост од самиот старт, од 3 месеци бев на работа и потоа остана патолошка бременост, така да не се би оставила некаде 7,5 месеци. Така. Толку би била она кога треба да почне со има мајки кои на 6 месеци треба да ги остават бебињата. Малку се нели има 7 месеци што се раѓаат, поминуваат месец дена во инкубатор. Тие, значи, апсолутно, дури на 6 месеци се ставаат, така да сметам дека стварно на 7,5 месеци не е човечно да го оставиш своето дете. Затоа се доведуваат многу мајки во ситуација да напуштат од работа,
да земаат боледувања, што не е во ред. Значи така и работата страда и детето страда. Така. Значи не си ефективен и на работа како вработен. Така да, а 18 месеци веќе и 7 месеци кога се родило и 7 месече, мислам дека со 18 месеци би дошло добро. Значи година и неколку месеци веќе би биле дечињата со своите родители. Така, вие се повикувате на некои искуства од регионот кои што се поврзани со должината на породилното отсуство. Не сите земји имаат долго породилно отсуство. Македонија сепак е една од земјите која што има добар систем, би рекла, бидејќи 9 месеци 100% исплата и јас можам да кажам дека мајките во Бугарија добиваат 410 дена или 58,9 недели платено породилно отсуство. Месечните исплати на родилките во овие земји изнесуваат 90% од бруто платата, а откако ќе заврши породилното, може да земат дополнителна година одмор и тогаш им се исплатува минимална плата. Во Грција мајките добиваат 43 недели породилно отсуство, но со исплата на 50% од просечната плата, значи овие се примери каде што имаат подолго породилно отсуство. Меѓу најдаржливите земји се Естонија и Унгарија. Новите мајки можат да останат дома 3 години, при мајки парична надокнада година и пол во висина на просечната плата. И сега мене ми е прашањето дали би се согласиле во значи оваа иницијатива и за продолжување на породилното, да се добие 18 месеци породилно отсуство, но сепак исплатата да не биде 100%. Секако дека не би се согласиле од многу практични причини. Значи тоа дете, освен нашата љубов, му треба и да се грижиме за него со пелени, со храна, со облека и така натаму. Значи сакаме потполно да се чувствуваме згрижени во нашава држава, која ќе го родиме новиот член. И за него самата држава да го обезбеди она што му следува, односно парична помош се разбира во платата, во висината на платата која што дотогаш сме се ја заработиле. Така. Значи, не сакаме да го расшируваме тој проблем, меѓутоа зошто на пример да има средства и слух државата за некои други проблеми или не знам објекти или проекти, а за нешто што е суштински важно за ова наша држава да процвета, да нема слух. Зошто, например, сега ние овдека собрани не знам колку илјадници мајки, да треба да објаснуваме дали е добро или не е добро да се види со своите деца подолг временски период. Значи се разбира, тоа се деца кои што ние им требаме во секоја смисла на зборот. Значи доењето е суштински. Значи да го доите своето бебе, односно да не може да го доите своето бебе. Да сте принудена да пиете апчиња, значи за да се секне тоа млеко, за да вие може да продолжите на работа, значи е многу мачно, тешко. Значи благиот збор е тешко, да не речеме нешто повеќе. Нашиот закон сега овозможува покрај 9 месеци платено породилно отсуство и 3 месеци меѓутоа не платено. Дали за вас е прифатливо? Дали би ја искористиле таа можност? Најдов дека многу малку жени во Македонија ја користат, ако не се лажам, некаде помалку од 2%, ако не се лажам. Сега податокот не можам да го најдам. Да. Како што му треба љубов, така му требаат нели пилени, дохрана, тоа дете се купува, контроли. Тука спаѓаат ортопедски контроли кои што коштаат, значи тоа не е. Да. Така да апсолутно не е прифатливо. Така. Заради тоа и многу малку се користи. А мислам дека и многу голема процедура, како што разбрав, самата таа процедура, значи фирмата да ти ја овозможи било и те како голема процедура се зафатиш, пошто требало, не знам, данокот ти плаќала фирмата и секоја приватна фирма ќе се согласи да ти плаќа придонеси сето тоа, а ти да не си пристан на работа. Така да и тоа било, мислам дека проблем. Можеби некои поситуирани кои што се нели финансиски не им се битни, да не речем не живеат од плата. Така. Во таа ситуација би било добро, би можело да го искористат тоа. А сметате ли дека работодавците би се согласиле со ваква промена 18 месеци породилно отсуство? Како би реагирале? Затоа што кога ја поставив оваа тема за емисијата на социјалните мрежи, имаше огромна поддршка од мајките, но имаше некои кои што беа скептични во однос на ова прашање. Конкретно една од мајките, Маријана Стојановска, која што е мајка на 5-годишно дете и во моментов очекува второ дете. Можам да прочитам дел од незиното излагање, дека додека била на породилно отсуство со првото дете, како се доближувал крајот, нормално како секоја мајка ја посакувала да остане уште некој време со своето дете дома, меѓутоа кога се вратила на работа, по кратко време почула да се чувствува подобро, како да се вратила во нормалниот живот. Сега таа смета дека
се тоа би можело да доведе до поголема дискриминација на жените во однос на вработувањето, поготово во приватните фирми, бидејќи на секој му треба време да стекне искуство, а со паузи од работен одмор од година и пол, после враќање на работа, ќе биде како да се почнува од нула и особено во некои професии кои го следат чекорот со трендовите. Што сметате во однос по ова прашање? Прво во однос на работодавците, дали би се согласиле на нешто вакво? Дали се размислувале на вакво? Значи дискриминација ќе биде во однос на нашите бебиња, ако ги оставаме толку рано. Така. Значи пред се нашите бебиња се дискриминирани во овој случај. Зошто да размислуваме на останатите луѓе, да не размислуваме на нив? На крајот на криштата сме ги родиле, нели, заради тоа да ги имаме, да ги чуваме, да ги сакаме. Нели треба да им се овозможи услов за живење, за истото тоа сакање и така натаму. Значи работодавците како работодавци тие нормално секогаш ќе гледаат својата страна. Меѓутоа, ние треба да застанеме во одбрана на сопствените бебиња, да размислиме што е добро, што не е добро за нив. Ако сакаме веќе да имаме бебиња, ако сакаме да растеме како нација, тогаш да размислиме. Ако не, тогаш повторно ќе кажам да си седиме така без бебиња, да си бидеме, да си работиме постојано и така натака. Бебињата се дел од нашиот живот кој ќе се родат, дел од општеството, понатаму стануваат и општеството треба да размисли малку што со нив. Така, значи сметате 18 месеци платено породилно е тоа што е потребно на сите мајки. Работодавците зависи од кој аспект гледаат. Како што кажа пред малку, значи на работа треба да си ефикасен и ефективен. Значи да си 100% присутен на работа. Ако јас појдам од Сабајле и ми се јават во 9 часот дека морам да се вратам, малат има температура, мене пак ќе ме нема на работа. Така. Ќе земам боледување, пак ќе ме нема 3 недели. Потоа пак ќе се случи, ќе појдам на работа месец дена, пак ќе ме нема 3 недели. Така да и работодавецот мислам дека во таа ситуација нема да биде на чисто дали ме има или ме нема. Во ваква ситуација кога со 18 месеци ме нема, се знае, значи тоа е тоа. Си тераш ти со своето дете на работа, ќе си покријат нели работата ќе се покрие од другите вработени, така. Така да зависи од кој аспект се гледа, али мислам дека работодавците треба да погледнат бидејќи тие имаат свои ќерки, синови, снаи и така натаму кои што и тие ќе имаат свои деца, така да треба малку да се погледне подлабоко оваа тема. Да се разгледат бенефитите. Дефинитивно треба да се погледа малку од човечката страна. Така. 10.000 потписи е следниот чекор. Елена, сметате дека тоа ќе биде лесно? Па, нема да биде лесно, меѓутоа представува предизвик, а ние сме жени, го можеме тоа, значи сметам дека сите треба да излезат да се потпишат, затоа што како што кажа Тања, многу е важно и за нас, утре за нашите најблиски, за снаите, за сите општо е многу добро да излезат сите да се потпишат, да се добие таа програма, значи да си имаме еден убав ред и да си едноставно да успееме во тоа што сакаме да го направиме, да успееме да ги собереме ти заради нашите деца, мислам дека би било многу подобро, да. Така. Кога треба тоа да започне? Кога ќе почнете да собирате потписи? Значи, тоа треба да започне во моментот кога собранието ќе го одобри тоа. Тогаш треба да започне. Бидејќи првиот чекор е направен, значи 100 потписи се собрани, следното е предавање на истите во собранието и од собранието сега понатаму зависи како што ќе се одвиваат работите. Ние како мајки ви благодариме на вас медиумите што ни излагате во пресра со целата ситуација што ја пренесувате, така да заради тоа ќе се надеваме на поголем ефект. Јас се надевам дека ќе реализирате оваа иницијатива. Како мајка на две деца се надевам дека тоа ќе успее. Затоа покренавме како иницијатива. Ако нема надеж, не би било тогаш ни покрената како иницијатива од наша страна. Така. Мила, дали уживаше во студиото? Дали дома помагаш? Да. Браво. Одлично. Помага, чува, думка со мене. Браво, одлично. Супер. Одлично. Ви благодарам што дојдовте и што бевте дел од 0N+ и со гледачите што ги споделивте причините за цела оваа иницијатива и се надевам дека ќе успеете да ги соберете потписите. Благодариме на поканата. Ние продолжуваме понатаму со една развојна играчка. Погледнете зошто е потребна музичка играчка кај новороденчето. Музичката вртелешка поставена над креветчето во првите месеци ќе биде предмет на интерес на бебето. Добро е играчките што висат на неа да бидат во основните бои црвена, жолта, зелена и сина, за бебето да може да ги воочи. Слухот кај новороденчето е подобро развиен од видот. Бебињата можат да слушаат уште додека се во стомакот на мајката и да ја запаметат музиката што тогаш ја слушнале. Благите тонови кои имаат споро растечки и опаѓачки ритам влијаат смирувачки.
Музичката вртелешка може да го смири бебето и да го успие. За бебето да запамети одредени звуци и активности, тие треба редовно да се повторуваат. Токму затоа, музичката вртелешка е соодветна за оваа цел, бидејќи на неа се наоѓаат стимуланси за вид и слух. Иако во првите месеци реакциите на бебето се воглавно рефлексни, заедно со визуелната и аудитивна перцепција, постепено се дефинираат и моторичките активности. Бебето почува да ја дига главата, да го следи светлото и да лоцира звук. Добро одбраната музичка вртелешка е развојна играчка, која ги задоволува потребите за гледање и слушање, што позитивно влијае на развојот на бебето. Бидејќи не е безбедно да ја дофати играчката и да ја повлече кон себе, мора да биде поставена така што ќе биде во неговиот дофат. Исто така е важно да се наоѓа во правец на стомакот, за бебето да може да ја наблюдува, без да ја зафрла главата на насад. Доколку од која било причина немате или не сакате да користите готова играчка, можете самите да ја направите.